Јас и господинот Богоевски сме колеги како пратеници, а господинот Богоевски и јавната обвинителка Русковска се колеги од Шарената револуција. Ние сега имаме обвинител кој што бил учесник во Шарената револуција, кој што има свое субјективно и лично мислење дека работел против режим, има свое мислење однапред дека некои луѓе припадници на одредени политички партии се виновни и токму затоа имаме политизирање на јавното обвинителство. Затоа една година обвинителството врз основа на истите докази кои што ги имало не покренало обвинение против Трајко Велјановски, бидејќи знаело дека нема основа да покрене обвинение за било што, а камоли за тероризам. Но откако доаѓа нарачката од власта, дека власта веќе губи на одредени фронтови, дека власта е под жестока критика за голем непотизам, дека власта е под жестока критика за голема корупција, дека вработување во јавна администрација според генералниот секретар на УПОС на синдикатот чини 4000 до 6000 евра. Кога гледаме дека има проблеми во земјоделие, во образование и во сите други сектори, тогаш власта на својот политички истомисленик во јавното обвинителство му нарачува смена на претходното мислење и покренување на обвинение кое што може делумно да ги покрие недостатоците на власта. Затоа сметам дека ова обвинение е самото по себе доказ дека имаме селективна правда, дека имаме обвинителство кое што е подчинето на извршната власт и дека имаме политички нарачани, монтирани случаи кои што имаат цел по секој основ да завршат или да почнат со притвор, затоа што притворот е почеток на казната за политичкиот опонент. Она што се случи во притворското деление во Шутка е смислено да се направи за да им се нанесе физичка, психичка и морална штета на политичките опозиционери кои што биле притворени. Зошто инаку еден човек кој што го почитувал, сосема коректно го почитувал домашниот притвор како што е господинот Јанакиевски, зашто потврдил и судот, и обвинителството, и неговите бранители, има потреба да биде внесен во ефективен притвор ако го почитувал претходно домашниот притвор и е обезбеден достапен на сите органи на прогонот. Токму затоа, за да биде понижен, да биде малтретиран, да биде физички истепан и тука да почне казната на оној кој што поинаку политички размислува од сегашната актуелна власт, која што неспособна да ги оствари своите ветувања кон граѓаните во здравство, земјоделие, економија, корупција, непотизам и сите други работи, гледа да создаде политички случаи, да го искористи обвинителството, судството, па во одредени мерки и парламентот, за да покрие дел од својата неспособност. Благодарам.